Небојша Вуковиќ, професионален готвач со највисоката титула во Европа, мајстор готвач од прв ред. Професор со 21 година работно искуство, кој ги има обучувано готвачите на најпрестижните хотели и ресторани кај нас. Неговата мисија е да ја внесе македонската традиционална кујна во модерното доба. Еден во низата готвачи во семејството, кој со генерации создава ремек дела во кујната. Овој пат Небојша е пред неголемиот предизвик. Тој има само 2 дена да ги реши проблемите кои нашите ресторани ги имаат и да ги стави на кулинарската мапа на Европа. Овој меѓународен судија по кулинарство не прифаќа компромиси. Небојша Вуковиќ го очекува само најдоброто. Вау! Оваа недела патот не води кон плодната Полошка котлина. Подготвени за вистинска авантура. Ние не застануваме во прекрасното Тетово. Туку продолжуваме кон Шарпланина, каде далеко од вревата и градскиот метеж не чека вистински рај. Се наоѓам на 12 километри од Тетово на главниот пат за Шарпланина. Го баравме објектот Параиса Ешари или Шарски рај. И јас овде да ви кажам искрено се надевам на кулинарски рај и околината е извонредна. Ќе го побарам газдата да ни сподели моменти со објектот и мислам дека тука ќе поминеме денеска еден фантастичен дел. Одам да го барам газдата. Во прегратките на Шарпланина е сместен Шарски рај, кој како да е излезен од швајцарски туристички водич. Модерен, атрактивен и гостопримлив, во што и сами ќе се убедиме. Веќе го најдов објектот Шарски рај. Самиот влез е извонреден, се вклопил во самата средина, во целата оваа околина. Јас сепак ќе побарам помош од газдата да ни објасни за што станува збор внатре. Вистински рај во нашата сончева земја, низ која слободно шетаат најубавите птици. Ова е нивното мало царство, кое Небојша е спремен да го открие. Но време е да се запознаеме со газдата, кој ќе ни го представи овој фантастичен комплекс. Медита? Медита, Се не затри? Не ирам да разуме. Добре, се снаоѓаме. Вие сте? Јас сум газда. Јас сум Небојша Шешка Кујна. Добро ни дојдов токаш. Добро, е Како да најдовме. го сонувавме овој ден. Така ли е? Да. И ние се наоѓаме како во рај овдека. Јас да ви точно. кажам искрено, ми требаше до време за адаптација овдека, вистина е убаво. Да, ја најдовте ни лесно. Многу лесно. Значи, Супер. по главниот пат, тука веднаш има добра табла и нема проблем никаков. Супер. Кажете ни каде сме, што се работи овде, ова јас ми треба многу време за да го осознам ова све што сте го направили. Значи ми се наоѓаме на блискиот главиот пат Тетово Попова Шапка, 12 километри, блиско село Лисец. Значи овде блиско ни е жичарата, екс жичара што беше што функционираше за туризми, за ова, за тоа, сега не функционира. Оние кои доаѓале туристички ќе се потсетат веднаш на таа жичара, да. така. И тоа знам дека над висока височина е 1300 метри. На 1300 метри, затоа се гледа Да. маглата долу. Да, и затоа се гледа овој гади од воздух долу. Многу елементи има во етно стил овдека, значи дека традиционална храна се служи, така Да, ли? да. Јас знам дека во планината се крие и доста дивеч. Да, како што на пример Што имаме мечка, волк, Црна мечка црна- имаме, така е, да, црна мечка овдека, да. волк има, рис има, лисици, зајак. Јас повеќе би го сакал оној делот што е со чаеви. Тука знам дека го има Да. во изобилие планинскиот чај, дека Да, има има мајчина разни, душица. разни, да. Ама се уште ни е рано, малце подосна, можда во... Рано, за се ни Кој? досни ова година, ни досни пролет. Околу досни 3 пролет. недели. Така е, времето Од беше прилика, така. да. Кажете ми, гостите доаѓаат тука од Тетово, доаѓаат Низ од пошироката низ околина, цела држава, низ цела Македонија. од цела Македонија. значи Странски овде туристи имате? нема разлика, македонци, албанци, турци, срби, овде се едно. Значи ни доаѓаат од сите видови, да. Имате и странски И туристи. странци од Албанија, Косово, Бугарија, Турција, свегда имаме. Рековме ние дека ќе го доживееме денеска рајот овдека. Одиме да видиме што се случува во ресторанот.
Но пред да влеземе внатре, да поуживаме уште малку во оваа невидена убавина. Јас само што стигнав са бајле и отварам врата, гледам дека ни доаѓаат гости, први ни гости. И изненадо гледам дека не са гости, обични гости, него Жешка Кујна. И тоа ќе ни биде едно шоу денеска, една добра соработка. Небојша се запознава со она што ни го нуди комплексот Шарски рај. За почеток свежа планинска вода. Објектот изобилува со природни реткости. Реткости затоа што се што е во планината е искористено овдека и донесено. Ова е еден од тие извори кој што е донесен овде во објектот. Но не само водата, туку и сончевата енергија се користи со цел да се зачува природата, чии гости сме ние. Шарски рај е потполно енергетски независен објект, од причина што газдата се потрудил и сонцето да го искористи, па изобилува со уреди за соларна енергија. Во Шарски рај, покрај тоа што можете да уживате во убавините на Шар планина, можете да уживате и во свежата храна, која е без сомнеш на вистина свежа. Водата од изворите е донесена овде во овие базени, во кои што има полно риба. Калифорнијска и мавровска пастрамка, како што ни рече газдата на почетокот на емисијата. Ова е место каде не можете да се чувствувате осамено. Ако не ми верувавте, морате да дојдете и да го доживеете ово. Јас имам можност во секоја позиција од ова етно место да уживам. Повелете и видете го овој рај. Секогаш ќе имате добро друштво и секогаш ќе бидете добре дојдени за следна дружба. Толку многу импресии и слики кои за секогаш ќе останат со нас. Ова е вистинското место за одмор од секојдневниот стрес. Јас не можам да се изнуживам во оваа симфонија на природата. Можете и ова да го видите. Одмор за очите и душата. Уште едно каче за одмор во овој објект. Не знам точно од што изгладнев, дали од свежиот воздух или од убавините на овој објект, ама отидов јас нешто да нарачам. Но движејќи се кон внатрешноста на ресторанот, наидовме на овие задоволни гости, кои имаа што да кажат за Шарски рај. Вие сте редовни гости во објектот? Да, чести смо гости. Колку често доаѓате? Па неделно доаѓаме. Доаѓаме, неделно доаѓаме. Неделно доаѓате стално овдека? Да, доаѓаме. Зашто доаѓате овдека? Па за многу причини има. Амбиентот, услуга и квалитетот на храна. Чист воздух, Чист воздух. добра послуга, газди добри, Така е. Домаќински однос кон гостите. домаќински. Се осеќаме како да смо дома. Не. Јас сум пекар. Пекар. Да. Овој пекарски производ на маса што е добар ли е? Добар е. Добар е, десетка. Десетка чиста? Десетка. Супер. Па фала ви многу. И на вас фала. Покрај богатата трпеза, ги кажаа и своите впечатоци од убавиот амбиент и вкусна храна, а внатре не чекаше убавина исто како онаа однадвор. Уредување со вкус во етно стил. Толку познат домаќински топол. Овде секој гостин се чувствува како дома. Сега сум внатре во ресторанот. Надвор се изнагледав убава природа. Внатре имаме композиција од модерно и од етно стил. Овде човек навистина нема што да најде како замерка и јас затоа веднаш ќе поминам на нарачката на храната. Келнер! Медита. Медита. Сијал мени. Meneer. Nou, Zeeland Jordan. Сијал мени. Pošto imamo na arapski, turski, англиски, македонски, албански. Дај ми ги сите. Ваква понуда до сега не сме сретнали. Значи, менијата се изработени на неколку јазици. Овде имаме менија на... Ова е сега ќе видам. Ова е на албански.
Ова е англиско мени. Ова е арапско мени. Јас за жал не знам ни еден од овие јазици. Англискиот нормално, меѓутоа арапскиот и турскиот не. И еве едно мени од македонска варијанта. Да бидам искрен, овде понудата ми изгледаше многу голема, меѓутоа е направена точно на колку што треба за рамките на објектот. Значи имаме се на се неколку јадења кои што објектот ги нуди, не верувам дека Менијата на вистина го импресионираа Невојша. мислам дека се ова ќе биде онака како што треба да биде. Келнер, Да, молим. јас македонското мени готов. Може. И? Чие дело е менито? Кој го правил? Газдата ли? Газда. Тоа Мора- значи за се овде што се... Мора да му честитаме на газата, зашто ги направил по сите стандарди. Што ќе ми понудите ви од овде? Нудите ли нешто? Па имаш гледано мени. Има Видов. свошта таму, али може Па. и наша понуда. Може да ти биде подобро тоа. Ова све што го има овдека на овие 3 листа, Да. има све, така ли? Во секој време. Све. Што ќе ми понудите од овде? Значи ти можеш и да го пушиш на мои раце. Тоа ти биде уште подобро од тоа Да што оставам ти вие да ми мислиш. одберете храна? Да. Одлично. И јас да ти кажам искрено, се изморив до ове, одејќи низ дворот, донеси ми една вода и нарачи ми храна по твој избор. Добро, господине. Повели, на Што е здравје. ова? Ова вода од извор, шарпланинска вода. Шарпланинска вода. Да. Донеси ми ја храна. Вреди да го пробаш. Што ли ќе биде следно? Стилот им е на вистина домаќински. Па вакво нешто, мислам дека до сега нити сме виделе, нити ќе го видиме барем во скоро време на друго место. И јас ќе го имам ова задоволство да ја пробам и оваа вода. А и вистински момент е да се изгаси жетта. Невојша, нека ти е на здравје. Ладна како од фрижидер. Дојдат од Жешка куина и ми оставна порачката ја да му направам. Јас сега викам салата да мешана салата нешто. Сирење, тоа топло пред јадење пиперка на кајмак и вешалице на камен печени. Значи, кој ќе бидат готови ќе ме викат. Ќе гледате необичен специјалитет. Во живо месо. Живо месо, да. Ти си се слагал со по мојата да ве служим. Чека малце од живо месо, бе, како ќе го јадам? Што е тоа? Овде ќе го печеме тоа месо. Што, Сам да си го печам месо. да, што ти не можеше да го пробаш сега. Овој пат Невојша ќе мора сам да си ја сготви храната. Ваше оружје против нечистотијата. Авакс, средство за рерни. Чиста работа. Пренесени од древните цивилизации, директно на вашата трпеза. За подобар вкус на јадењето, зачини од Макс Струмица. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Купувајте 100% млечни производи. Со манџа зачини до вкусен гулаш.
Месото исечкајте го на коцки и динстајте го со малку вода и масло за јадење. По потреба додавајте вода. Откако месото ќе омекне и целата вода ќе испари, манџа мешавината за гулаш замешајте ја во 3 децилитри вода и додадете ја во месото. Динстајте околу 30 минути или додека да ја постигнете посакуваната густина. Пријатно! Манџа за вкусна манџа! Секоја домаќинка знае дека тајната на сладкиот вкус е сокриена во магијата на убавото, неодолливо сладко задоволство. Од Макс Струмица. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Гледавте Топло добре дојде. Шарски рај. Не освои на прв поглед. Јас само што стигнав са Бајле и отварам врата, гледам дека ни доаѓаат гости, први ни гости. И изненадо гледам дека не са гости, обични гости, него Жешка Кујна. Што ли уште не чека? Добре, десетка. Десетка чиста? Десетка. Супер. Па вакво нешто, мислам дека до сега нити сме виделе, нити ќе го видиме барем во скоро време на друго место. Во кујната вредно се работи. Се подготвува храната за Небојша. Се е свежо извадено од фурната, која работи турбо исто како и готвачите. Ќе успеат ли да го импресионираат строгиот професор? Небојша почнува да станува нестрплив. Јадењето до каде? Сега ќе биде. Но евеа салатата. Што е ова? Не знам, салата мешана. Салата мешана. Овче шарско сирење. Ова е шарско сирење? Да. Од Ја имам приказна со шарското сирење, знаеш? Шарското сирење е со маслено со 40 до 45% масленост во него. Да. И се прави во блокови, коцкасти, има киселка вкус, лимонов вкус, и е солено, и е специфично, и се користи многу на Балканот. За жал, надворешното прифаќање на шарското сирење се уште не е направено на начин како што треба да биде. Да. Тоа сигурно е нешто и од природата, зашто многу добра природа има. Значи 100% овчо сирење, така ли? Да, 100%. Што друго имаме во понудата? Имате и топло предјадење, сега ќе донесем и тоа. Значи ја започнам со ова, така ли? Може, на здравје да ти. Ајде, фала. Јас кажав приказна за сирењето, а сега ќе се обидам и да го вкусам па да видиме. Инаку е во делот на бели сирења, додека во делот на жолти сирења го имаме шарскиот кашкавал. Технологијата на приготвување е многу различна, меѓутоа малку понатаму во емисијата за кашкавалот еве него келнерот дојде со што е тоа? Ова фогача. Имаш два врста, може да пробаш и двете, и која сакаш ти. И ова е погача и ова е погача. Да. И така? Плюс ова, ако си заинтересиран да го видиш и да го пробаш, имам и домашен леп, нешто тоа. Домашен леп? Да. Може. Што го нема. Може. Тоа може. Ова е сеетно стил. Да. Небојша ужива во храната, иако главното јадење се уште не е пристигнато. Додека го сечав сирењето, имав впечаток како да сечам путер. Значи, вистина е полно масно. Вкусот не можам да ви го опишам, стварно. Ова само човек треба да го проба. Салатата е вообичаено мешана салата. Значи, тука сега вкусот како ќе си го направам јас, така ќе ми биде. Меѓутоа, да видиме келнера што друго ќе ни донесе. Погачата изгледа на вистина вкусно. Гледајќи ја, цревата ни закркореа.
Ова е нешто што дефинитивно мора да се проба. Тазе месена, уште потазе печена. Но еве го келнерот, што ли вкусно сега ни носи. Значи, ова пиперка на кајмак. Гостите го викат пиперка на урда. На урда. Да, А на инаку мене е кајмак. пиперка на кајмак. Ова домашен леп. Ако Ова е сакаш са да домашен пробаш, леп. да. Ќе пробам сигурно. Како што и очекува, веќе уживањето почна и ќе трае и камо среќа да трае палца повеќе. Да го пробаме и ова. Ова е навистина нешто ново што секој би посакал да го проба. Сега дефинитивно ја знаеме следната хит викенд дестинација. Вкусот не ми е баш на кајмак, мислам дека кујната го има дотерано кајмакот во свој стил. И мислам дека е заштитен рецепт колку што дознав од газдата на објектот. Меѓутоа вкусот е измодреден, вистински традиционален, етно вкус. Немам коментар, сега да видиме келнерот дали има уште нешто да ни донесе. Келнер, Победи. и јас немам коментар на твојот избор, вистински перфектен избор на јадење, меѓутоа Здравје. овде месо нема, има ли нешто од месо? Сигурно ќе има и месо, сега ќе донесем и тоа ако Може да го донесе. може. Може. Масата се полни со вкусни јадења. Убава координација на келнерот. Најнапред ми ги донесе ладните, ми го донесе лебот, го донесе топлото. Сега да видиме што се случува со месото. Што е следно? Дојде месото? Да, победите господине. Хјустон имаме проблем. Сакате да ве служим или Што ја? Ова нарачката по моја Во живо месо. живо месо, да. Ти си се слагал со по мојата да ве служим, Чека малце од живо месо, бе, како ќе го јадам? па тоа наш специјалитет Стварно е денес. етно ресторан, ама баш дека живо месо јадам ја. Добро, сега ќе измислиме нешто да направиме. Ќе измислиш нешто да направиме? Да, со ова. Што ќе измислиш? али да го вратим пак у кујна не може. Значи ја што и да правам да го изјадам, така? Си се слагал со мене. Тоа е. Сум се слагал со тебе и јадем живо месо. Би треба да го пробаш прво. Да пробам живо месо, не Па пробам. тоа. Не. Добро. Да е друго месо, некој не пробува. Добро, ќе го видиме што ќе правиме понатаму. Направи нешто, не можеме овака да го изјадам. Добро. Направи нешто. Небојша, што ќе правиме со живово месо? Што е тоа? Ево, овде ќе го печеме тоа месо. Што е тоа што ни носи келнерот? Сам да си го печам месото. Што ти не можеше да го пробаш сега. Дај да видам што е тоа. Може би решение за проблемот. Како прво да ќе оставиме овде. Да не Чекај, сега кажи ми што да е. испари. Ова камен, Добро. бурџ камен. Добро. Што може да го печеме тоа месо што претходно не Ти ќе ми можеше да го помогнеш? јадеше. Да, сигурно. Што да му ставам се? Зејтин прв? Како прво ќе го мачкаме со А имаш ти тоа. овој специјален сос Добро. за Ти си бил полн со трикови, значи овдека човек да не може да се изначуди. да. Па некогаш знаеме ми да го направиме некој Може ја сам изненаден. сега да пробам, така? Може. Едно за тебе ќе испечам. Едно ми е, две ми се многу. Ама бидејќи си врв, нема збор воопшто. И мене ми е мило што ќе го пробам заедно со тебе ова. Ја имам пробено, али со гостинот. Ова како го загрев? Седни до мене. Смееш да седнеш, така? Смееш да седнеш, така? Све. Како го загревате камера? Каменот на фурна. Во фурна? Да.
А каков камен е? Овој камен, Вулкански? вулкански камен е. Вулкански. Да. Прво, сат и пол се Загрева? загрее спокойно. Како се испече. И со еден камен ваков може до 2 до 3 порции да се пече. 2 до 3 порции може да се испече. Да. Толку може да држи. Гостите го барато? Тие гости што имат пробено, не пропуштат ни еден минут да му кажат на другите, на неговите пријатели, вреди да идете да го пробате тоа у ресторан Шари. Тај уште мате сос возле. Врз месото. Да, сакаш да го возиме? Не, врз месото стај сос уште мате. Аха. Доека сакаш. Ета. А како сакаш да го посолиме мало? Не е солено иш? Не. Тоа така иде? Дави сос. Што има од другава страна? Да не сакаш мало црн пипер, но А од другава страна што е било? Ти напред јас заморав да дојдам и другата недела пак. па затоа го земам све на моја одговорност да ти го спремам ова. Оброкот, јадењето се. Што сакам пак да те видим овде. И сите гости вака. И треба уште нешто. Ништо, ова сега ќе го испечам, а ќе те викнам кога ќе биде готово. На здравје. Овој пат Небојша си готви за себе. Келнерот направи не само да ужива во јадењето, него и да во приготвувањето на храната. Креативец е до крај. Вкусовите се извонредни на сите јадења. За шарското свирење не може да има коментар. Неговата историја ја кажавме. Лебовите се подготвени 100% по некој традиционален рецепт и се печени во фурна. Ова овде со пиперката во кајмак, или како што рече келнерот, гостите што го викаат пиперка во урда, е извонредна работа. Јас сега ова ќе си го искомбинирам со готовото месо и ќе го викнам мојот пријател келнерот да пробаме заедно што сме направиле. Келнер! Јас месото го испеков. Седи до мене. И јас и ти више може да бидеме пријатели. Па да. Тоа е. Дај викни некој да ни донесе прибор еден за тебе. Добро. Ни прибор. Сега јас тебе ќе те послужам со ова што ми го донесе како изненадување. Повели. Ова е за мене. Па да пробаме што направивме, така? Да. Ајде да видим. Ќе го ставам на тебе прво да го пробате. Прво јас ќе пробам. Да. Време е да се проба месото печено на вулкански камен. Стварно, одлично како и сите претходни. Што какво месо е ова? Ово телешка вишеница. Од Шарпланина. Шарпланина е. Јас Кога овде се можам... мешаат месо, каменот, фурната со дрвена фурна имало, и тие на крај сите ваѓат еден најдобар вкус што можеш да го пробаш на тој живот. И беше чест мене што бев со тебе да на столта да јадемо, а ја мора да идем зашто ме викат на работата. Добро, тебе ти благодарам за прекрасниот оброк, а ние ќе видиме утре во кујна како ќе се снајдеме со овој персонал што ни ја подготви оваа храна. Фала и од вас. Небојша, мислам дека нешто заборавивме. Келнер! Да, повелите? Немам коментар за изборот твој. Е сега еден десерт да ми донесеш, ама надвор, јас така малку на воздух тоа да го поминам. Може. И едно обично кафе. Токму така, десертот. Договоре.
Здраве, господине. Што е ова? Ова е салата од мед, се вика. Салата од мед. Значи има банана, мед и орас. Банана, мед и ораси. Да, наш специалитет. Медот е ваш? Да, да, наш производ. Повеќе после јадење на сите гости по еден благо нешто. По нешто благо. Да, ова господин за од куќа. Кафето ќе биде сега, нели? Сега. Добро. На здравје. Ајде, гази. На здравје. Добро. Морам да кажам дека медот и бананата навистина добро се вкупуваат. Оревите им даваат посебен вкус и разбиваат онаа монотонија што ја имаат вообичаено јадењето. Јас се завршам со десертот и со кафето, а утре се гледаме во кујна со нашата соработка со пријателите во кујна. Каков крај на првиот ден? Незаборавен. Ќе гледате. Овде на вистина се е природно. Сега овој мед овде што се вади, тој се користи само во Ова е ресторанот. мед само за у ресторанот. Но време е Небојша да сготви нешто вкусно со тимот во кујната. Ќе бидат ли задоволни од заедничката работа? Ни беше задоволство со професорот Небојша да соработуваме. Жешка кујна е најдобрата емисија овде у Македонија. Јас само што стигнав са Бајле и отварам врата, гледам дека ни доаѓаат гости, први ни гости. И изненадо гледам дека не са гости, обични гости, него Жешка кујна. Гледавте. Шарски рај кој не освои со необичен специјалитет. Значи ја што и да правам да го изедам, така? Си се слагал со мене? Тоа е. Сум се слагал со тебе и јадем живо месо. Кој ќе морате сами да си го сготвите. Уште еден ден во рајот. Гостите веќе уживаат во амбиентот. А ние одиме да видиме од каде дојде медот во десертот кој го пробавме вчера. Во Шарски рај се е 100% природно, затоа нема сомнеж. Фаде и сега сме кај сандаците со мед. Да. Газдата ни кажа дека ти си го научил како се чуваат пчели. Да, да. Прв пат кога се познаавме со него, ја му реков за тебе вреди да имаш и пчели овде, бидејќи овој отворил ресторан. И затоа ги направив сега. Имаше повишамо сега мало. Ова време, ова година што заминав, беше многу лошо за пчелите. Не само на нас што ни гинеле, па и на другите многу. Ова, кога го собираме медот? Рано ни уште, така ли? Не, рано уште сега. Ова е да замине мајот и после во другиот, во 6-тиот месец можеш да имаш. Во јуни више може да извадиме мед, така ли? Да, може. Е сега кој ќе влеземе кај пчелите треба прво што да направиме? Не може туку така да се влезе. Не се иде одма кај пчелите. И се доаѓа као дома да идеш на гостит, мора да чукаш на врата или во звон. И сега и кај пчелите кога ќе влезеш треба да имаш опрема, димилка треба да имаш и одма му се јавиш кај вратот 2-3 пати да го димиш, бидејќи како работува тие, одма кога го димиш тие гледаш што ќе работиш. И после слободно, полека работи, со гола рука работи. Сега овој мед овде што се вади, тој се користи само во ресторанот. Ова е само за у ресторанот. Доаѓаат да купуваат, ама нема толку колку што може, што треба за ресторанот, да, да. Сега да добро, одиме. Фаде, одиме кај пчелите. Ајде ќе одиме. Ама ти прв. Добро бе, лавне. Го оставаме Небојша во друштвото на највредните работници. А еве го и стадото. Што ни е вистински доказ дека месото, сирењето и млекото е органско. Без адитиви и вештачки додатоци. Започнавме прекрасен нов ден во Шарски рај. Впечатоците се множат. Зборовите не може да ја опишат и сликата може да ја долови.
Но за да ја почувствувате, ќе мора да се качите на нашата прекрасна шара. Во овој мал рај на земјава. Втор ден шарски рај. Вчера денот беше прекрасен. Полни сме со доживување и импресии од вчера. Денес ќе одиме да се дружиме малку со колегите во Куина. Да видиме таму што се случува. Добро утро, Куина. Среќна работа. Може ли да се дружам јас со вас денеска ноќ? Што ќе правиме денеска? Јас замерки во понудата ваша немам никак. Може само денеска да се дружиме, да видиме на луѓето, да им прикажеме што правите вие во Куина. Што ќе поготвуваме денеска? На телешка на ребра. Телешки ребра? Во фурнаќора, така? Да, фурна. Добро. И ќе имаме скара. Од скара што ќе правиме? Шарска плескавица? Шарска плескавица, разнични. 5-6 врсти на месо, сега да не ги набројуваме, така ли? Да. На крај ќе видат гледачите што ќе имаме на маса. Ајде да видиме каде се ребрата. Ова ли? Да. Вие можете да ставате скарата слободно. Откако Небојша ја проба вкусната храна која се готви во оваа куина. Денес ќе му биде чест и задоволство да работи со екипата внатре. Небојша се разбира без најмал проблем, се клопи во ритамот и текот на работата. Работиме експедитивно, брзо и ефикасно. Денес имаме гости повикани од газдата, така ли? Ова е за нив сега. Да видиме што ќе ни каже. Се мешаат бои и вкусови. Да. Фурната работи посветено. Таа е најверниот член на оваа екипа. Од неа се вадат вкусни јадења, кои со нетрпение чекаме да ги пробаме. Се учат трикови, декорации и комбинации. Се со цел да се дојде до подобра презентација на вкусната храна. Овде ја завршивме работата, имавме фантастична атмосфера со фантастични луѓе со кои соработувавме денеска. Одам во сала да ја завршиме работата до крај и да видиме дали ќе бидат задоволни гостите. Со тоа да се воодушеви гостинот и на тој начин да го убедиме повторно да го посети Шарски рај. Работите во кујната финишираат. Ваше оружје против нечистотијата. Авакс, средство за купатила. Чиста работа. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Секоја домаќинка знае дека без добар прилог нема добро јадење, особено ако прилогот е подготвен по најновиот рецепт од Макс Струмица. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Купувајте 100% млечни производи. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано.
Гостите стигнале? Да, стигна вече. Ние завршивме работата во кујна. Фала вас. Сега е редно да пробаме, така ли? Да. Од тоа што направивме. Овие јадења ги имате на листата веќе? Да, да. И изгледаше што таму вкуси, па ќе видиме сега овде што ќе биде. Сега ќе пробам, па што ќе кажете ви? Сега ќе пробаме, да. Ќе видиме гостите што ќе кажат, тоа е поважно. Да, тоа е најбитно, да. Другар, може да донесеш се што направив. Јас во кујна побарав замрзнувач. И не него. Што е работа? Немам. Нема. Само тазе, кај нас во дубоко нема ништо. Ништо нема замрзнато. Ништо. Јас забележав таму дека мали се количините и на зеленчук и на овоште. Тоа значи секој ден носите? Нон стоп. Секој ден? Да, се случува и 2 пати дневно. Да се позволиш многу со... Не, баш на 2 спрата. На 2,5. Подготвени сме за оценките од гостите, кои со нетрпение ги чекаме. Газда, работава е завршена, масата е сервирана, гостите ни се тука. Да. Можеме да почнеме со дегустацијата на јадењата, така ли? Да, ајде повелете беше. Повелете сите на здравје. Пријатно јадење. Ај, пријатно. Кој ќе проба нема да сгреши. Да, така, кој ќе проба не греши. Верувајте дека тој хромака нигде не сум бил. Нигде, стварно нигде. Стварно нигде. Ајде, сега на убаво. Само за убаво да се гледаме. Само за арно. Никогаш лошо да не видим. Позитивни коментари за доволни лица. Тоа ни кажува дека имаме уште еден успешен финиш на Жешка кујна. Моето омилено јагнешко, кога се не лажам по мирис. Ако по утрото денот се познава, ние овде имавме 2 прекрасни утра. Во ресторанот Шарски рај, на патот за Шара, а во селото Лисец се наоѓа овој објект кој што има прекрасна понуда, прекрасна храна, одличен газда, подготвен за сите промени што му следуваат. Гостите ги оставаме во добро расположение, а ние се гледаме следната недела во нов објект. Прво не изненадија кога видам дека Жешка кујна ни дојде гостин во нашата кафана, не зачуди мало, ни беше задоволство да соработува со нив и превише смо задоволни. Се надевам дека сега и луѓето и клиентите ќе видат дека стварно овде вреди да се посети. И секој е добро дојден. Небојша беше прекрасен човек. Доколку знам, ја и професор на ова професија. Мене ми беше драго што се запознав со него, добив нови искуства и на крај и чекам и гостите да дојдат да пробат од нашите јадења, од нашите природни јадења. Жешка кујна е најдобрата емисија овде у Македонија.